Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Еден од земјоделците кои добија картичка за зелена нафта е Лазар Попјанев, кој по 12 години во странство решил да се врати дома и да подигне лозарски и овоштарски насади. Располага со комплетна механизација, добива субвенција од државата, а доби и картичка за зелена нафта. Попјанев е задоволен од поддршката на државата, го истакнува искуството од странство, но бара интервенции со откупот. Вие мерки што ја дават за нафта, за ова, тоа е добро. Откупо сега, што ќе ми нафтата, кога нафтата ќе биде, например, 1000 евра, а дека сум изгубил 5000 евра. Значи, се е тоа во ред, што е од државата од тоа, само што нема некоја сигурност за откуп. Па видите, јас сум повратник. Ја бев малку на надвор од државата, 10-12 години, се вратив тука и решив да се занимавам со земјоделие. Тука, мислам дека фала тие контроли на производство, пласма на производство, тие субвенции, значи да секаде производството во земјоделието е со ниски цени. Ама сите држави ги субвенционираат тие производи. Например, можда и грозјето и тука толку како што е надвор. Тоа се поберзи. Ама еден земјоделец таму надвор од државата зима многу големи субвенции и затоа и му излегува производството многу поевтино. На листата од 1870 земјоделци кои ќе добијат картички за зелена нафта е и Лилијана Цветанова, која е носител на земјоделско стопанство од 10 хектари под закуп од државата. Имаме земја, да, земено. Под кирија работам, плаќам се редовно кирија и така. Колку хектари што? 10 хектара имаме, секакви култури садемо, механизација имаме трактор, доделено и така. Овие двајца земјоделци се дел од близу 4500 регистрирани земјоделци во општината Свети Николе. На доделувањето на првите картички, градоначалникот на Свети Николе, Сашо Велковски, вели дека не случајно овој долго најавуван проект тргна од овчеполието. Земјоделци можат од денеска 1870 над 1870 да ги користат овие картички за зелена нафта, што секако ќе значи и намалување на трошоците, секако и ова е едно субвенционирање што досега не се случило на територијата на нашата држава. Само можам слободно да кажам дека само оваа година во Министерството за земјоделие се регистрирани 98 млади земјоделци, што значи дека земјоделството ни е наша најосновна дејност во овој крај. Од друга страна, од скупно 19.000 хектара обработлива површина, 14.500 хектара се дадени под закуп, односно се користат од страна на земјоделците. Затоа, се надевам дека со оваа мерка на владата ќе можеме на сите вас земјоделци и тука што сте присутни да им излеземе во пресред, а од друга страна општина Свети Николе стои на располагање за сите земјоделци за користење на било кои погодности, заедно со Министерството за земјоделие, со поддршната единица, тука сме на иста бранова должина за да ви помогнеме на кој начин и како можете подобро да ги остварите овие субвенции. Подрачната единица на Министерството за земјоделство објаснуваат дека картички за зелена нафта ќе добијат сите земјоделци кои се носители на субвенции, а картичките лично или со полномоштво може да ги подигнат во подрачната единица до април до година. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.